Групи и поединци на социјалните мрежи интензивно пукаат по Кочанскиот градоначалник Николчо Илиев. Повод е соопштението на локалната самоуправа дека на објектот пречистителна станица се извршуваат последните подготовки пред пуштањето во употреба на 12 јули. Она што е пропуштено да се каже е дека се работи за целосно наследен и готов капитален проект на ВМРО ДПМН со комплетно завршена постапка за изведба на прочистителна станица од страна на претходната локална власт во Кочани. Градоначалникот на Кочани и локалната власт на СДСМ се неспособни и се фалат со туги, односно проекти на ВМРО ДПМН. Стои во реакцијата. Од своја страна со реакција на напишаното денес се јави и градоначалникот на Кочани Илиев. Точно е дека проектот е започнат на 12 јули 2017 година, ударен камен темелник, а јас за градоначалник дојдов крајот на октомври во 2017 година. Значи, после некои 3 месеци од почнувањето со работа, што значи, ако зборуваме реално, поголем дел од работите се одвива во мојот мандат и тоа не беше ни малку лесна задача како и да се дојде до проектот, што не било лесно. Не беше лесно да се заврши, бидејќи навистина имаше многу работи кои на крајот требаше да се излобират и да бидат завршени како што треба. Успеавме да дел од парите бидат потрошени за фотоволтаична централа, за производство на струја. Јас гласав за издвојување на средства за студија да Ивиница биде прикачена према пречислителната станица во Кочани, бидејќи пречислителната станица е градена со капацитет за 65.000 жители и успеав од швейцарската агенција да излобираме поправка, односно целосна реконструкција на пристапниот пат до селото Мојанци, каде што ќе бидат поврзани дели целосно горни подлог, а делимично и долни подлог. Освен за прочистителната станица, градоначалникот Илиев се критикува и за лошата состојба на некои лежички полицајци во градот, како и за купиштата ѓубре кои со денови стојат, а се дело на познат синџир на супермаркети. Ние сме во фаза, значи распишавме јавна набавка каде што избрасме најповолен изведувач и во тек е реконструкцијата на таквите делови на улиците на коловозот каде што има оштетувања, а токму таков дел има и на местата каде што се поставени овие лежишки полицајци. Значи во исто време направивме јавна набавка и на лежишки полицајци, што значи дека во следниот период ќе бидат заменети, поставени, дури имаме предвидено и на нови локации да поставиме. Она што го зборувате за исфрлањето на сметот, морам да ви кажам дека секој смет што се прави, го правиме ние граѓаните и тука многу силно треба да работиме на подигање на свестот. Ние пробаме и интервенираме на секаква реакција или сето она што го видиме, меѓутоа се прават депонии на места каде што воопшто не е предвидено и навистина губиме огромно време за чистење на така наречени диви депонии, места и свалање на смет каде што не е местот. Ова се последните реакции на групи и поединци за состојби во Кочани, пошто конкретни чекори, односно санирање на состојбата се очекуваат од надлежните локални служби. Во секој случај, граѓанската реакција на состојбите е од висок и општ интерес, но за пофалба и подготвеноста на кочанскиот градоначалник енергично да одговори на сите забелешки.